Благодарам, председателе. Во текот на вчерашниот ден, пратеничката група на ВМРО, ДПМН и Коалицијата за обнова на Македонија, заедно со останатите опозициони партии, Алијанси и Алтернатива, како и Левица, поднесе предлог на закон за дополнување на Законот за заштита на населението од заразни болести по скратена постапка. Со Законот за дополнување на Законот за заштита на населението од заразни болести, баравме формирање на посебна комисија за заштита и спречување со пандемијата или епидемијата, која што ќе биде формирана од страна на Собранието на Република Македонија и ќе треба да допринесе за ставање под контрола на ситуацијата со COVID-19, за што секојдневно состојбата се влошува. Составот на комисијата по предлог на владата, значи да го избира повторно Собранието, и истата се предвидува да биде составена од 11 члена, во кој што по функција ќе членуваат министерот за здравство и директорот на Центарот за управување со кризи, а другите 9 членови биле тројца инфектолози, двајца епидемиолози, двајца микробиолози, еден имунолог и еден интернист. Законот предвидува дека донесените препораки од страна на комисијата да бидат јавни и да се доставуваат до владата, која што ќе има обврска задолжително да постапува по истите. Без да ги минимизираме личните квалитети на членовите на постоечката советодавна комисија, целта на овој закон е да се формира комисија што ќе биде составена од професионалци кои што се докажани во своите области и кои што со своето објективно работење и носење на одлуки ќе допринесат за минимализирање или нормализирање на состојбата. И од таа причина, почитуван председателе, во текот на вчерашниот ден, некаде околу 14-15 часот, беше поднесен законот со подписи од сите опозициони пратеници. Очекував дека денеска овој закон ќе се најде на дневен ред, затоа што законот воопшто не е обемен, односно законот е од 3 страни, значи и се однесува само на комисијата, и дополнително истиот овој закон е комплементарен со точката која што првично беше 13-та од ваша страна, а на предлог на опозицијата беше изгласана да биде прва точка, односно се работи за истиот закон за заштита на населението од заразни болести, во кој што ние го фаќаме на делот на формирање на Државна комисија за борба со епидемија и пандемија. Не ја знам причината зошто оваа точка не беше ставена на денешниот ред, затоа што навистина станува збор за исти закон и можеше да се дискутира за истиот овој закон, за она што го кажа министерот Венко Филипче во делот на усогласување со инспекциите и изголемувањето на надлежностите, како и за делот на она што ВМРО ДПМН како пратеничка група заедно со целата опозиција го бара од страна на власта, да се разгледа едно барање за кое што навистина сметаме дека ќе има дополнителен придонес во борбата со пандемијата која што се разгорува. Објаснувањата кои што ќе ми ги дадете, и сигурен сум дека ќе ми дадете, да довршам мислата. Објаснувањата се мои, кои што ќе ми ги дадете, навистина очекувам да бидат, ај како да речем, да не се изразам лошо, да бидат образложенија колку да излезете од... Ама сега дозволете си ја мислата и двајцата зборуваме. Двете мисли да ги... Помина времето, не само предицирате, да јас ќе завршам. Ама не можам да завршам од вас. Довршете. Образложувањето кое што ќе го дадете, очекувам да биде образложение само за образложение, а не да има тежина, и затоа барам точката Предлог закон за дополнување на Законот за заштита на населението од заразни болести по скратена постапка, по предлог на група пратеници, затоа што е истиот назив на законот, да биде ставена на дневен ред и да се разгледа на денешната предлогот, односно барањето за да биде ставена, да се разгледа во текот на денешниот ден од страна на пратениците. Благодарам.